Членството во Европската Унија е најголемата гаранција за македонските интеграции, но уставните измени мора да се спроведат, порача еврокомесарката за проширување на Европската Унија Марта Кос од самитот ЕУ Западен Балкан кој се одржа во Скопје. Споредувајќи го македонскиот идентитет со нашите манастири и специјалитети, вели дека не треба да биде предмет на политичко одлучување. Премиерот Мицкоски пак и порача дека не прифаќа наметнување под маската на европскиот процес. Идентитетот, вели, не е само гастрономија и традиција, туку и историските личности и настани. Identity can never be, in my opinion, a question of political decisions. Identity is something we carry in our soul and in our hearts. Identity is how we feel about our own country. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor, ili Polneti Pipeti, ili Punjene Paprike, how we would say in Slovenia. It is how we look on the traditional dresses. It is what kind of relation we have to the elderly people in the country. It is what kind of relation we have to preserving our language. And this is somebody which nobody can take from Macedonians. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. Обврските за спроведување на уставните измени и неопходните реформи Космо ги принела и на опозицијскиот лидер Филипче, со кого се сретна на маргините на самитот. Филипче пак повика на национално обединување за европските интеграции. Побарав поддршка од еврокомесарката и од неа лично и од сите европски институции да се откочи нашиот евроинтегративен пат и сакам да порачам дека ова не е време ниту за калкулации, ниту за тесно и ситно партиски интереси. Ова е време во кое што секоја една партија треба да даде се од себе, да продолжиме по патот на евроинтеграција, да се отворат поглавијата, повикувам, да седнеме заедно, да точно дефинираме кој е начинот на кој што сите политички чинители ќе се работуваат со цел да земјата тргне напред. Планот за раст е клучен дел од она што се нарекува забрзана интеграција, каде што комисијата планира да го интегрира регионот во единствен пазар, вели Кос. Дури 75% од реформите кои биле побарани од земјите од Западен Балкан се завршени, а Македонија прва од регионот ги доби средствата од предфинансирањето. Овој самит за планот за раст за прв пат се однесува на имплементацијата. Со гордост можеме да ги прикажеме првите резултати. 75% од договорените реформи општо за сите држави се или спроведени или се во тек, меѓутоа 1/4 се уште не се реализираат и ги поттикнувам лидерите да го интензивираат ангажирањето околу натамошната имплементација. За нас овој план не е формалност. Тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура. Ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Следниот лидерски состанок е договорен за наесен, а домаќен ќе биде Албанија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.